Добро, и ние во неделите го проучуваме Евангелието според Јован, меѓутоа сме многу поназад од вас. Во моментот сме во 6-та глава, проучуваме 6-та глава. Може би вие пред цела година сте го разгледувале тој текст, не знам, како и да е, одамна било. Затоа прво сакам да видиме, да се подсетиме што се случува во тие глави, тој текст од 6-та глава во каков момент или во каква ситуација го запишува Јован, за да ни биде појасно, да го разбереме Словото на Бог појасно. Значи, во 6-та глава Јован опишува две чуда. Четвртото и петтото чудо. Од вкупно 12 кои ги запишува во Евангелието. Јован е така поспецифичен од другите евангелисти. Тој прави селекција на чудата. Тој самиот на многу места додава дека многу чуда Христос изврши прво во Ерусалим, потоа во Галилеја, на многу места. Меѓутоа решава да запише само 12 во Евангелието и дури ни открива и причината поради која тој ги избира тие чуда. Тој си е така теолог, така е формирано тоа Евангелие, концепирано е да биде теолошко, да го представи Христос како Синот Божи, Спасителот. Во Новиот Завет се среќаваат 3 збора, што во нашите преводи се преведуваат обично како чудо. Да, го имат значењето на чудо, извинам, тие зборчиња, меѓутоа имат различни содржини во себе. Например, едно од тие зборчиња е сила. И во нашите преводи некаде се среќава зборчето сила. Во оригиналниот текст е динамис, од тука динамит, значи некаква неверојатна сила. И таа, кога се употребува во Новиот Завет тој збор, се има во предвид Божјата сила. Божјата бескрајна сила. Второто зборче што се среќава во Новиот Завет е зборчето кој ние го преведуваме како чудо обично. Во оригиналниот текст е тераси и значи дејство кое предизвикува надприроден ефект. Нешто што не е вообичаено за овој наш природен свет. Например, да воскресне мртов човек. Нешто што не се случува вообичаено. Или човек кој што се родил слеп да прогледа. Тоа е зборчето што ние го користиме како чудо и во оригиналниот текст значи надприродно дејство. И третото зборче што го користи Новиот Завет и многу пати во нашите текстови како чудо е преведено, е зборчето кој всушност значи знак. И во некои наши текстови го среќаваме тоа зборче знак. Во оригиналниот текст е Симеон. Името Симеон значи знак. Тоа е значењето. Тоест, нешто што испреке некаква порака. Например, сообраќајните знаци се знак. Меѓутоа, тој знак се одржи информација. Например, има нешто, како кажеме, црвена кола и црна кола, црвената забрането е да поминува. Знаеш која е пораката. И тоа зборче Симеон, кој што се користи во Новиот Завет, како знак. Тоест, таа надприродна сила, тој динамис кој е божествената пројава, извршува некакво надприродно дејство, ама сето тоа има цел. Служи како знак. Треба, кога се случува тоа, луѓето да разберат пораката. И Јован во своето Евангелие го користи зборот Симеон, кога кажува, кога говори за чудата. И на сите места каде што во нашиот текст пишува чудо, уствари оригиналниот збор е знак. И на крајот од Евангелието, во предпоследната глава, последниот стих, пишува Јован, и уште многу други чуда направи Исус, и тука е зборчето знак уствари, Симеон. Уште многу други знаци направи Исус пред своите ученици, но не се запишени во оваа книга.
решил Јован да не ги запише. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божи, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Значи, која е целта на тие чуда? Тие се знаци. Тие треба да ни испратат порака, да разбереме дека Исус Христос е Божиот Син и верувајќи во Него, како во Божи Син, да имаме вечен живот. Тоа е целта на сите тие 12 чуда што Јован ги запишува овдека. И така треба да го разбереме и оваа чудо, што ќе го разгледаме во 6 глава, кој следи петото, кој следи после четвртото, а четвртото после третото, третото после второто и така натаму. Ајде видиме кој е тој контекст. Значи, првото чудо е во Кана Галилејска. Запишено е во 2 глава, на свадбата. Во Галилеја. Еден краток опис на почетокот на службата во Галилеја. Оттаму тој оди на првата Пасха во Ерусалим, го чисти храмот, тоа е вториот дел на 2 глава, завршува 2 глава со еден заклучок на Јован, апостолот, дека многу чуда направи Христос во Ерусалим и луѓето му верува, ама тој не им се доверуваше зашто знае што има во човечкото срце. 3 глава е продолжување на описот на службата во Ерусалим. Центарот на 3 глава е разговорот со Никодим, знаете, каде што дава одговор на прашањето како човек може да добие вечен живот, а тоа ако биде роден од горе, од Светиот Дух. А што значи тоа? Да верува во Синот Божи, во испратениот од Отецот Исус Христос. Потоа 4 глава ни дава опис краток за службата во Самарија, одејќи од Галилеја, од Јудеја кон Галилеја. Христос поминува низ Самарија и таму е средбата со самарјанката. И таму темата пак е живата вода, изворот на жива вода кој се претвора во извор за вечен живот, дека пак, нели, Месијата е тој кој што носи вечен живот, тој во кого луѓето треба да поверуваат. И завршува 4 глава со уште едно чудо, тоа е второто чудо. Исус пак е во Галилеја, повторно во градот Кана. Таму има средба со еден царски човек, царски управник. Неговиот син, мало детенце кој е на смртна постела, Христос ќе го излекува само со збор, кажан збор. И тука пак е поентата, Христос се открива како Бог, кој има контрол над животот и смртта, и неговиот збор е тој кој што дава живот. Тоа е второто чудо. Од тука Јован веднаш пак не префрлува во Ерусалим, пак на празник некаков, се претпоставува дека тоа е втората Пасха. Тука е чудото на бањата Витеза, каде што Христос излекува човек кој 39 години бил неподвижен. После во сабота се случува чудото. Тоа е повод фарисеите да се нафрлат, да го осудат според Мојсеевиот закон, зашто нарушува саботата. Следи една долга проповед во 4 глава, во која Христос прави една јасна своја идентификација со Отецот. Јас и Отецот сме едно. Отецот ми ги даде човечките души. Отецот ми ги даде да ги спасам. Се она што ми го дал Отецот ќе биде спасено. Јас се извршувам само неговата волја. Она што прави Отецот, јас правам. Се она што јас го правам е дело на Отецот. Ако мисли дека јас се нарушувам саботата, тогаш Отецот е нарушува саботата. Може ли Отецот да ја наруши саботата? Отецот дали работи Бог работи ли во сабота или тој одмара во сабота? Така, тоа е крајот на 4 глава и 5 глава па не враќа Јован пак во Галилеја. И така тој нашета во тие први глави. Од Галилеја во Јудеја, Галилеја, и за кратко време поминува повеќе од 2 години од службата на Исус. Така да 6 глава веќе е веројатно наближува третата Пасха од неговото служење. Или веќе 2 полни години. Популарноста во Галилеја на Христос е веќе голем, многу чуда тој направил, така почнува тој настан во Евангелието според Марко, многу болни тој излекува, многу чуда изврши,
веќе Јован Крстител е убиен. Овој настан следи непосредно после екзекуцијата на Јован Крстител. Учениците веќе се доволно обучени сами да служат, испратени се од Христос на служба, се враќаат и Христос решава заедно со своите ученици да се повлече од таа толпа која го следи и е се поголема и поголема. Така да на почетокот, нели, го гледаме тоа посебно во Марко јасно, дека им кажува на учениците, ајде сега да отидеме на другата страна од Галилејското езеро, да одмориме малку. Тргнуваат со бродчето од Капернаум, меѓутоа толпата, бидејќи не може тоа се илјадници луѓе сите да се качат на бродови, го следат движењето на бродчето покрај брегот. И како што одат од Капернаум, влегуваат од брегот на Галилејското езеро, е населен со села, со градчиња, кои поминуваат низ градовите, селата, се придружуваат луѓе од тие села, и кога веќе стигнуваат на другата страна од Галилејското езеро, каде што треба да се укотви бродчето, толпата станала уште побројна. И излегуваат од бродот и Христос ги гледа пред себе, луѓето, им пропаѓа одморот, ама Христос, пишува Марко, ги гледа како овци, без пастир, се сожалува и почнува да ги поучува. Ги поучува долго време, веројатно, кога стигнали биле некаде околу пладне, таа толпа се движи пешачи целото предпладне, гладни се, меѓуто тој им проповеда и пишува Марко дека многу ги поучуваше. И доаѓа крајот на попладнето, луѓето се гладни и Христос ги храни. Ги храни со 5 леба и 2 рибчиња. Тоа е зборчето. Зборот не е риби, туку е вид на риби. Мали рибчиња. И додава Јован дека е наближува Пасха. Пасха за евреите е празникот кој асоцира со нивното ослободување, со нивната независност. Тоа е денот на независноста. Пасха е нивното излегување од робството од Египет. Пасхата е нивниот живот во пустинята, каде што Бог ги хранеше од небото со храна, со маната од небото. Пасха е времето, е символиката на нивното формирање како држава. Таму во пустината тие добија закон. Таму почна подготовката за населување на земјата, нешто што е потребно за да еден народ биде народ, да има држава, земја да има, закон да има. Таму го добија религиозниот систем. Тоа е Паската за нив. Паската е независноста, формирањето на нацијата. И сега 40 години подоцна, 40 години се извинувам, 15 века подоцна, тие се пак таму од другата страна. Од другата страна на земјата што ја населија, онаа ветената земја, Ханаан. Тие се таму во пустината каде што нивните татковци 40 години после излегувањето од Египет лутаа, каде што беа хранети. Сега после 15 века тие се пак во робство. Римјаните се нивните, така да кажеме, власти. Поробени се. Меѓутоа, овдека сега има еден кој прави чуда. Еден кој овдека ги нахрани слично како Мојсей што ги хранеше. Само што не паѓаше од небото храната, туку од неговите раце се множеше таа храна. И си кажа, и Јован го запишува тоа во текстот, им дојде во главата пророштвото за пророкот кој треба да дојде. Единствениот кој дава такво пророштво е Мојсей. Мојсей говори за пророкот, нели, кој ќе треба да дојде, него како мене вели, него слушајте го. Прави асоциација со Мојсей, како мене ќе биде тој пророк. И не случајно тие луѓе таму во пустината, кој била огромна толпа, 5000 мажи, но заедно со жените, децата, било можеби 15,000 луѓе. Не случајно во нивните глави
тоа пророштво им доаѓа. Пророк како Мојсей, оној што се грижеше за нив како Мојсей, и не само тоа, туку и оној што ги доведе до ветената земја, им даде слобода. Во главите на луѓето се јави таа надеж. Еве го дојде пророкот. Тоа оној што ќе се грижи за нас, ќе ни донесе слобода и ќе бидеме пак голем народ, слободен. И не само тоа, туку ќе имаме цар кој ќе не лекува, ќе не храни, ќе се грижи за нас, ќе не облекува. 40 години тие не се грижеа нити за храна, нити за облека, нити за ништо во пустинята. И сега има еден таков, кој што е дојден. Се јавија политички амбиции, јави надеж, политичка надеж. И во еден таков момент, нели, на надеж, Христос решава да го растори сето тоа. Им кажува на учениците: сега вие, крај на денот е приквечер, ќе се качите на бродчето и ќе се вратите у Капернаум. А самиот тој се повлекува на високо место да се моли. Од тука, ова сето, нели, го како увод за текстот што ќе поминеме да го разгледуваме. Да видиме кај се наоѓа тој момент. Денот поминува прекрасно. Пред Пасха е, значи некаде крајот на март, почетокот на април, рана пролет, неубавото време во Блискиот исток, летата се многу жешки, зимите се непријатни, неубавото време. Се раззеленува, дивите цвеки не почнуваат, се појавуваат. Убав ден имале, сигурно бил убав денот, зашто Христос немаше да ги прати да се враќаат назад ако било дождливо, врнежливо, имало бура. Убав сончев ден, најадени. Следниот ден кога ќе дојдат луѓето кај Христос во Капернаум, тој ќе им каже: вие дојдовте зашто се најадовте, тука зборчето е се прејадовте. Така јале богато, пикникот бил толку богат што сите се и подоле од јадење. Многу храна има. Многу емоции. На крајот на краиштата, пред сите тие таму, народот е со надеж, еве го нашиот цар, нели Јован пишува, и намислија да го постават за цар, да го фатат и да го восцарат. Учениците сигурно се со пријатни чувства. Не е мала работа, како најблизок соработник на идниот цар, нели, и ти да добиеш некакви позиции. Знаеме од Евангелијата дека и тие почнале да покажуваат политички амбиции, како блиски соработници на идниот цар. И во еден таков момент Христос ги праќа. Ајде да го прочитаме сега текстот, кој ќе го разгледуваме, тоа е од 16 стих. Значи, завршува јадењето, прво имало проповед, поучување од Христос, цело попладне, пошто Христос решава да ги прати учениците. Зошто решава да ги прати учениците? Можеме да предпоставуваме, но контекстот е јасен. Христос не сака учениците да останат во тој амбиент кој се создава таму со толпата, со погрешни очекувања кои што ги има толпата. Христос во нито еден момент не ги даде, не даде надеж за такви очекувања. Не даде повод за таква надеж. Дека тој е дојден за да им даде политичка слобода, да ги храни, да ги лекува. Неговата мисија е друга. Знаете, политичките идеологии се опиум. Гледаме ние колку може лесно политичарите да ги заведат луѓето. И да ги, буквално да ги опиенат со пропаганда политичка. Од таа опасност не биле заштитени учениците. И Христос решава да ги прати и да ги научи на една лекција. И овдека го имаме во тој текст петтото чудо, кој следи последен убав момент. Попладне, храна и очекувања, позитивни очекувања. Учениците можеме да кажеме се наврват, знаете како векат старите, животот е тркало. Денес си горе, утре си долу. Тие се тука горе се на тркалото. Пред нив се отвараат можности, врати,
за кариера, за успех. Конечно, го придобија народот. Големи толпи се со нив. Тие се така високо поставени во очите на луѓето. И во еден момент, нели, Христос вели, Јован не дава таа информација, но Марко ја дава, дека Христос им рече да отидат од другата страна. А во Јован пишува во 16 и 17 стих. А приквечер учениците негови слегоа до морето, влегоа во кораб и тргнаа преку морето кон Капернаум. Значи, приквечере, сигурно езерото е мирно, спокојно е. Инаку не би тргнале. Тие знаат колку е опасно патувањето низ Галилејското езеро во време на бура. Силни се, страшни се бурите. Тргнуваат полни со чувства, полни со импресии. Можеме да претпоставиме кој бил разговорот додека патуваат со бродчето. Која е темата на разговорот? Тоа што се случува таму. Тоа што народот го говори. Може би почне да ги делат ресорите во идната влада. Кој, каков министр ќе биде. Може би имали и некои сомнежи сега. Тој остана таму со толпата, нас не прати. И си ние не сме таму, да не ги земат па други некои нашите места. Опасно е да не си таму кога се случуваат тие важни работи. И како и да е, многу е специфичен моментот кога тие почнуваат пловидбата. Момент кој поставува многу прашања во нивните глави. И во еден таков момент, наеднаш, почнува да се мршти, како јас сега почнува да се мршти времето. Езерото, или морето, како што тука го пишува, се креваат силни пранови. Што не е невообичаено за Галилејското езеро. Познавачите на географијата, на топографијата, има луѓе кои што ги учеле, ги испитувале тие појави, велат дека тоа се должи на посебната географија. Галилејското езеро 200 метри под нивото на морето, во дупка е. Обкружено од ридови. Дуват ветрови од запад, од Медитеранот. Топли ветрови. Ветрови кои, поминувајќи низ тие процепи планински, уште повеќе се интензивираат. Нели? Кога поминуваат тие струи низ цепната, ни стануваат уште промеја се создане, уште посилни. И кога се спуштат над езерото, и така се создаваат ветровите, со промена на термиката. И езерото кое е така широко и не многу длабоко, станува како котел кој врие. Буквално такви зборови употребуваат археолозите. Погледнато од високо, од ридовите наоколу, кон езерото во такви моменти како да врие цело тега. Матеј, например, во неговиот описен наслов, употребува израз, бродот беше удиран, тоест буквално како тепан. Како човек кој е тепан многу, и тој едва и стои и се грогира, нели ние велиме. Така се однесува бродот. Многу опасна ситуација. Почнуваат рибарите, учениците кои нели се рибари, дел од нив, поголемиот дел, се борат за живот. Во таква ситуација се поставени. Описот што го дава Матеј посебно е многу така драматичен. Се борат за живот и тоа не малку време. Тргнуваат приквечер. Матеј ни дава информација дека е четвртата ноќна стража. Четвртата стража е последната ноќна стража и тоа е периодот некаде околу 4 часот наутро. Тоест, како го викаме на тоа, пред зазорување или самрак. Тоа е тоа време. А знаеме дека тргнале приквечер на бродот. Може би било некаде 7 часот пред да се стемни. 6 часот, 7.
Значи дека тие патувале 10 часа. Едно патување кој трае само неколку часа. 3-4 часа. Тие 10 часа и се некаде до средината на езерото. Јован продолжува и вели дека 25 до 30 стадии поминале, кога се качиле, што некаде околу 5 километри. А целата рута е околу 10 километри. 5 километри некаде поминале. Значи, цела ног се бореле со брановите. Цела ног се бореле да преживеат. И тоа е една многу така драматична промена на ситуацијата. Пред 10 часа тие беа така полни со надеж на врвот, сега се борат за живот, измрзнати, мокри, во темнината, во опасност. И тоа е животот. Од слава, сега не знаеш дали ќе преживееш. Од планови за позиции во општеството, наеднаш не знаеш дали ќе остане жив. Не знаеме какви им биле мислите во таа ситуација, дали воопшто можеле да мислат. Голема неизвестност. Кој ги прати? Сега пак и тука нели е прашање. Ти сигурно се поставували тоа прашање. Што му требаше да не прати сега на Исус овдека на ова опасно патување? Тој ги прати. Христос ги прати. Тој им рече одете. А нели тоа е Бог, знае се. Не знаеш ли што ќе ни се случи, во каква опасност не праќа? Кај е сега? Може би нарочно не прати, тој се исполни целата, му требавме, сега веќе стана популарен, не му требаме, па сака да заврши со нас. Секакви мисли можат да му дојдат на човекот. Добро, какви мисли ни доаѓаат кога запаѓаме во такви ситуации? Какви мисли ни доаѓаат кога доаѓаат брановите, ние се молиме и наместо да станува подобра ситуацијата, таа станува дори пострашна, потешка. Каде е Исус во тоа? Каде е Исус додека тие се борат со брановите? Каде е Исус? Ни доаѓа тоа прашање, каде е Исус? Да, ни доаѓа. Каде е Бог сега во неволјата? Зошто сме тука? Да, и каде е Исус? Каде беше Исус тогаш во тоа време? Пишува Матеј дека се молеше. Беше горе на високото, на ридот, на планината, оттаму од каде што има поглед на целото езеро. Можел да ги гледа, кај точно се наоѓаат, од таму од каде што се наоѓаат. И се молеше. И нели тоа она што Исус го прави? Што не кажува Новиот Завет за Христос? Во книгата Евреите тоа е представен како првосвештеникот кој се застапува за нас. Се моли за нас. Не гледа, не знае каде сме и се застапува за нас. И тоа го правеше Христос. Се молеше за нив. Знае се што се случи. Ништо не е надвор од неговиот поглед. Неговиот поглед е радар од кој што ништо не може да побегне, да се сокрие. Знае кај сме и тој е тој кој не поставува во такви ситуации. Христос ги постави учениците во таа ситуација. Во еден многу специфичен момент ги постави во таа ситуација. Ги постави според неговата волја да бидат во таа ситуација. Зошто тој сакаше од своите ученици да изгради нешто, имаше цел со нив, имаше порака. Ова беше знак за нив. Знак кој требаше да ги научи на нешто. Во чудото има лекција. Чудото е послание за нив. Тие требаше да созреваат како Христови ученици, да се градат. Да градат зрелост, карактер да градат. Она што ни го открива и Библијата, она што и христијанскиот живот го потврдува, е дека бурите, ваквите ситуации, се
средството кое води кон духовно јакнење. Да, словото, верата не градат. Духовно не градат. Преку словото ние градиме карактер. Меѓутоа, тоа слово станува живо во нас преку дејство на Светиот Дух во конкретните животни ситуации во кои Бог не воведува. И токму бурите, токму таквите животни ситуации се онаа средство преку кое се градат нештата во нас кои на друг начин не можат да се изградат. Тоа е така, тоа е Божјата воля. Бог така не создал. Во бурите, во војувањето, во борбата, ние да се градиме, да се озреваме, да јакнеме како карактер. Ето, мор народ може да има многу знаење за бродовите, додека не влезе во бурата, тој не станува добар морнар. Таму, во бурата ќе се изгради. Јас дома имам машина за веслање, справа. Со години вежбам на неа. Може би целиот Атлантски океан го имам провеслано, веслајќи на неа. Меѓутоа на суво, не во вода. Ако ме пуштат во вода, ќе се удавам во брод. Не знам како да го правам. Не е исто на суво да веслаш со машина за веслање и да те пуштат во брановите. Додека не влезеш во бранот, ништо не знаеш за морепловството, за веслањето. Христос сакаше тие ученици таму во бурата да ги изгради, да станат изградени. И тој ги создава тие ситуации. Еремија, плачејки во неговата книга, гледајќи нели како го уништуваат градот и храмот, вели: ме огради со зид да не можам да излезам, ми направи тешки верики, ме окова во тешки верики. Или ме постави во таква ситуација, околу мене зид висок, од никаде не можам да го поминам, а исто така, не само што сум заробен во зидови, зад зидови, но и окован во тешки синџири, верики. И Бог знае нас така да не постави во такви ситуации, зашто има добра цел. Сака да не изгради. И продолжува понатаму, за да станат пак нештата уште по-така страшни. Пишува 19 стих Јован: и кога беа поминале 25 до 30 стадии, го видел Исус како оди по морето и се приближува кон коработ, па се уплашија. Ќе видиме зошто се уплашија. Јован не ни објаснува, Марко ни објаснува зошто се уплашија. Во еден момент Христос доаѓа. После 10 сати мака. И си викам, зошто бе Христос не дојде кога почнаа брановите, уште на почетокот, ги остави 10 сати тамо да се мачат, да се борат за животот. Не дека не знаел што се случува. Знаете, Исус во Евангелијата така ни е представен како некој што сегош доцни. Тоа е нашиот човечки впечаток. Оној што доцни, никогаш не доаѓа, така да кажеме, на време. Еве овдека после 10 сати дојде. Ако ние сме таму, ќе си кажевме, еве, пак не дојде на времето. Дојде кога се измачивме. Кога дојде учениците да му кажат дека Лазар е болен, Христос им рече: бе, не е болен, умре, и не тргна, туку пак чекаше да го погребат, и не само тоа, и после неколку дена, 4 дена, мислам, после погребот, стигна таму. Чекаше. Нас изгледа како доцнени, не, тој сегош си има правилно време. Но во нашите очи така е, како негово ноншалантно однесување. Се случуваат тешки работи, него никаде го нема и на крајот ќе дојде. Тој ги прави тие работи, зашто требаше и Марија таму, покрај гробот на Лазар и Марта, да научат нешто, и учениците, нели? И овдека требаше да научат учениците нешто. Петар е таму на бродот. Ке видиме како реагира учениците на брод, на тие бранови.
Истиот тој Петар, кој што пишува Матеј дека вриска од страв, истиот тој Петар после 10 години, во една сцена во делата во 12-та глава, го гледаме во затвор. Ирод, Агрипа го ставил во затвор, претходно губил Јаков, тоа народот со радост го прифатил и решава и Петар да го затвори, го става во окови, ама бидејќи наближува Пасха, не сака да го убие, чека да помине Пасха и потоа да го убие и Петар. И Петар е во затвор, не знаеме колку време, знае дека е осуден на смрт. И ноќта пред да биде екзекутиран, неколку часа пред да биде екзекутиран, тогаш, дури тогаш, Бог праќа ангел. Не на првата вечер, последната, пред да биде екзекутиран. И во каква ситуација ангелот го затекнува? Петар спие. И не само што спие, ангелот не може да го разбуди. Дори треба клоца да го удри, пишува во ребрата го удри клоца со ногата, за да го разбуди. И се мислам, каков треба да биде некој човек, за да вечерта пред екзекуција, знаејќи утре ќе му летне главата, да спие така длабоко. Како бебе. Спие како бебе. Тоа е човек што си го предал животот целосно во Божите раце. Ама Петар ги помина сите тие лекции со Христос и после, нели, после вознесението на Христос, да се изгради таа зрелост. Тука во бродот пишува дека тие се уплашија. Не го препознаа Христос. Матеј ни дава појасна информација во 14:26 на неговото евангелие, вели, а учениците штом го видеа како оди по морето, се уплашија и рекоа, тоа е привидение или фантазма е оригиналниот збор. Фантазма значи призрак. Нешто го гледаш, ама не го гледаш ја, како духовите, нели? Такви се духовите. Тие се бели, не знам, ама прозирни се. Тие се водат во самракот. Самракот е такво време во денонокието, кога се гледа, ама не се гледа јасно. И тие се во тој период, нели, утрото кога е самракот, кога е ноќта најтемна, но веќе почнува така да се гледа. И може си представите, Христос како секој маж по тоа време носел пролет е бела облека, оние белите долги роби, не знам како се вика. Дува силен ветер и таму некаде во далечината гледат бело нешто, се мафта, се носи на брановите. Евреите, не само евреите, сите семитски народи од Блискиот Исток, они не се морепловци, не се како португалците, шпанците или норвежаните, не го сакат морето, не го сакат пловењето. Не се таков народ, имат страв. За нив водите, бездните, морињата, океаните се символика на смрт, на нешто страшно. Имат многу такви митови, легенди, нели, за морски призраци, морски духови, морски чудовишта. Тоа е во митологијата на древниот Близок Исток. Веруваат во такви работи. Да. Така. И гледајќи во далечината, нешто се движи над водата, си кажеле, еве го, ова е. Призрак. А призраците ги јадат луѓето. Нели, апо, како е? Апото, имате ви апо? Апото? Не. Децата што ги плашат. Ако не јадеш, ке те изеде апото. Или... А? Бабарога, бабарога. Бабарога, доаѓа бабарога се. Ако ние, еве, како морнари, успееме, можеме да се справиме со брановите, ама сега ова веќе крај. На сета мака, на сета опасно што имаме од тоа да се искрши бродот и да потонеме, сега доаѓа тоа чудовиште и ќе не изеде. И пишува дека извика или вриска, а тоа е зборот овдека е она хистерично врискање. Во бродот имал 12 мажи, рибари. Рибарите се силни луѓе. Може си представите 12 мажи да врискаат така од страх. Бабарога, тоа ќе не изеде
Много се оплаши. Да, много се оплаши. Бог им даде тази ситуация. За да ги научи на нещо. И кога се наближува, им кажува во Јован само 2 збора. Јас сум, не плашете се. Во Матеј има 3 збора. Не бојте се, јас сум, не плашете се. И тука е она цела фраза јас сум его ими, што само Христос ја користи за себе. Матеј е малку поширено, тоа не бојте се, и потоа пак не плашете се во иста реченица. Всушност не бојте се, не плашете се, туку спротивно од стравот. Туку бидете со она добро расположение, спокојни, радосни. Бидете исполнети со добри чувства. Јас сум, не плашете се. И тука поистоветувајќи се со тоа јас сум, се поистоветува со Бог од Стариот Завет, и требало во нивната глава да им доаѓа тоа од Исаја 43 глава, првиот стих, каде што Јахве вели, јас сум. А сега вели Господ кој те создаде, кој те образова Израеле. Не плаши, зашто јас те откупив, по име ти си мој, преку води ли ке минуваш, јас сум. Преку води ли ке минуваш, јас сум со тебе. Преку реки ли тие, нема да те потопат. Така Христос прави јасна идентификација со Јахве, кој во Исаја го дава тоа ветување. Јас сум. По водите, по реките, нема да потонеш. И кога им го кажува тоа, јас сум, бидете спокојни. Не плашете се, туку напротив, нека имајте, исполнете се со радости, со убави чувства. И додава Матеј тука, Петар, на таа кратка проповед, одговора несоодветно на Христос кога вели, ако си ти, Господи, заповедај да дојдем кај тебе по водата. Христос им каже да бидат спокојни, но Петар, како Петар, зборовите на Христос така ги разбра, неправилно ги примени во својот живот. Тоа е пример за тоа како неправилно треба да се, како неправилно се толкова и се применува Словото. Примената на Христовото Слово на тие збори требаш да биде, да, спокоен сум. Дојди, Господи, со радост, дојди во бродот. Но Петар рече, ако си ти, да се докаже дека си ти, ајде јас да дојдам кај те. И Христос му рече, добро, ајде, дојди. И текстот што ни го дава Матеј вели, тој излезе од коработ, тргна за да оди и веднаш падна, зашто го виде силниот ветер, се уплаши и почна да тоне. Не знаеме дали одел. Граматиката не кажува дека одел. Кажува дека кога се симнал од бродот, а Христос веќе бил во непосредна близина, на чекор до бродот бил, зашто потоа само му подава рака и го спасува. Тргна. Овдека е оригиналниот јазик би требало да се симна од бродот и проба да оди кон Исус. Но, во секој случај, морето под него станало сврсто, така да кажем. Тој застанал на водата. И кога веќе решил да оди, гледајќи кон брановите, се уплашил, го свртал погледот од Христос и почнал да тоне. И се уплашил и Христос го спасува. Не знаеме кој е навистина намерата на Петар, што му требало, нели, тој сега да оди по водата, да се докажува Христос. Контекстот е пак восцарувањето, очекувањето Христос да биде восцарен и околу него кои ќе бидат, нели, помошниците. И сега, ако Христос навистина одеше по водата, Петар одеше по водата како Петар, кој друг одел по водата? Под кого водата станала така како стакло, сврста, за да може да оди? Тоа е Свети Петар, тоа е папата на Рим, некој од, нели, католичката црква и тоа го повикува. Тоа е единствениот што можеше да оди по вода, иако никаде не пишува дека навистина одел по водата, туку пробал, тргнал и потонал. Како и да е. Но оно што го гледам овдека кај Петар конкретно, како еден принцип што можеме да го извлечеме,
Христос му ја даде таа вера. Христос заповеда, меѓутоа Христос за Петар не беше довршителот на верата. Туку погледна во брановите, пренасочи погледот и почна да тони. Нашето спасение започнува со Христос, тој ни ја дава верата. Нашето спасение се живее со Христос и нашето спасение се довршува во Христос. Со нашата вера во Него, држејќи се за Него, гледајќи кон Него, водејќи се од Него. Од свртувањето на погледот од Христос, а тоа се случува со тоа што ќе го тргнеме настрана Словото, животот преку Словото, општението со Бог во Словото, затварајќи го тоа Слово, ние го свртуваме погледот кон светот, зашто ќе заборавиме на Словото. Ако немаме таа секојдневна рутина, да си го читаме Словото, да се молиме на Словото, да обштиме со Бог во Словото, да во послушност да го живееме Словото, нашиот поглед ќе биде привлечен од овој свет, од тоа што се случува околу нас, ќе бидеме завлечени и ќе почнеме да тониме во овој свет. Како што се случи со Петар. Како и да е, сепак Христос го спаси и во тој момент пишува Јован, тие сака, и тука е зборчето волја, тело, телео. Посака со голема волја, со голема желба, со голем копнеж да го примат во коработ. Тоест, со голем кеф решија, дојди Христос меѓу нас биди. И веднаш, и тука зборч, значи, за миг, коработ пристигна до брегот каде што оде. И тука, всушност, има игра на зборови, не значи за една секунда, туку во споредба со тие 10 часа кои се мачеа во бурата, наеднаш се смири сета бура и тие спокојно, многу брзо стигнаа, додека да трепнеш, стигнаа на другиот крај со Христос. И тоа, како што им рече Христос, не боите се, туку радосни, исполнети во задоволство, бидејќи го имаат Христос покрај себе. Не во страв, не во борба, не во паника, не во неизвестност, туку во спокојство. И сега, зошто се случи тоа? Што е знакот? На крајот, како еден заклучок, една примена. Народот, неколку часа пред тоа посака Христос да го направи за цар кој ќе ги ослободи од римјаните. Христос сакаше многу јасно да им покаже дека тој е ослободител, но не таков ослободител. Тој е дојден, но не да ги ослободи луѓето, но не со тоа што ќе почне војна, туку со тоа што самиот ќе влезе во бурата на Божиот гнев, но и таму ќе оди. Нема да потони, туку ќе ја победи. Ќе го победи гревот, ќе го земе на себе Божиот гнев за да нас спаси нас од него, да бидеме Божите деца, да имаме духовно спасение. Учениците кои беа секако повлијаени од тие чувства на народот, од тие политички амбиции, требаше да сватат дека и тие, како Христос, не ги очекува престоли на земјата, туку крст. Тој им рече, кој сака да оди по мене, нека го земе крстот и да го крене високо и секој ден да си го носи крстот. Крстот не е престол. Крстот е измачување, крстот е умирање. Христос сакаше јасно да им покаже веднаш после тој ден на голема слава и на високи очекувања. Вашиот живот е бура. Вашиот живот е војување. Секојдневно војување. Секојдневно распнување на крстот. Дори Павле во Галатјаните 2 глава вели: јас се сораспнав со Христос. И користи едно продолжително време и таму сум цело време, јас сум на крстот. Распнат. Да не живеам за себе, туку да живеам за Христос. Моето тело, моите копнежи, моето се е распнато на крстот. И во мене живее сега Христос, Христовата волја, Христовата желба, Христовото слово. И тоа е процес на секојдневно војување. На секојдневна
Од сабајле кога ќе се разбудиме, ние сме во војна. Војна со телото, војна со светот, војна со искушенијата, војна со темнината. Секојдневна војна. Во таа војна ние јакнеме во борите. И нема одмор. Може да има се, за се да има одмор. Одмор ни дават од работа, може да имаме одмор од домашни обврски, можеме да имаме секакви во сите области одмори. Само во една област не постои одмор. Во духовното војување, во духовниот живот. Тука нема одмор. Одморот ни е Христос, а се друго е војна. Војуваме. И нема одмор зашто противникот не одмара. Телото, греховниот закон во нас не одмара. Светот со своите искушенија не одмара. Сатаната не одмара. Тој не си зема одмор. Ние сме во секојдневна војна и за таа војна треба да бидеме способни. Христос не способува. Така што ме става војната и тоа е со нас таму. И ни вели, таму нема да се плашите. Бидете спокојни. Во каква и ситуација да сте, пак треба да имате во вас пријатни чувства, радосни чувства. Радувајте се и во таквите ситуации. Зашто Бог има што да направи. И тоа е животот што требаше да го очекуват. Павле, пишувајќи за апостолите, вели во 1 Коринтини 4:9, мислам дека нас апостолите Бог не прикажа најпоследни како осудени на смрт, бидејќи станавме гледка за светот, на ангелите и на луѓето. Или нас апостолите Бог не постави како осудени да станеме гледка. И тука зборчето е театар, театрон. Бог од нас направи театар, апостолите, од нашиот живот. Тоест, ние се поставени на сцена. Во таа театарска сцена, која е нашата, во каква улога сме? Ние не сме, нашата улога не е престоли, не е славни луѓе. Не, нашата улога е осуденици на смрт. Нашата улога е најдолни. Бидејќи тоа е Божјиот избор за нас. Во таквата една ситуација, ние сме поставени како пример, како апостоли, пример за христијанство. Тоа е христијанството. За жал, современото христијанство, голем дел од современото христијанство, голем дел од учителите, проповедниците во црква, проповедаат нереално христијанство. Нереално христијанство. Христијанство кое ветува слава, здравје, богатство, успех и така натаму. Задоволување на човечките желби. Тоа христијанство се проповеда ден. Едно лесно христијанство, удобно христијанство. Новиот завет не открива такво христијанство. Измама е христијанството кое се проповеда денес. И таквото христијанство не подготвува христијани за реалниот живот. Подготвува христијани за еден измислен живот кој не е реален. И кога доаѓаат тешкотиите, христијаните не се подготвени за тешкотиите. Се изненадуваат, паѓаат, пропаѓаат. Ние треба да ги учиме луѓето на реалното христијанство, кој иако е тешко, и во тоа Христос со нас, јас сум, вели, со вас, носи спокојство, носи охрабрување, носи задоволство. Тоа е вистинското христијанство. Еден шкотски проповедник, Роберт Макчейн, решил во еден момент, тоа пред 200 години, решил да оди, читајќи Римјаните 11 глава, убедувајќи се дека обраќањето на евреите ќе донесе на сите христијани благослов, решил да оди како мисионер таму, да служи. Меѓутоа, го зачувал нормално со својата црква во Данди комуникацијата и редовно праќал писма од својата работа. И основната поента што секој пат е потенцирал во тие писма е: ние во Шкотска, во Британија, како да, ние, вика, не ги подготвуваме христијаните за тешки времиња.
Вика, дојдов тука и разбрав дека не ги подготвуваме христијаните за тешки времења. Подготвувајте ги христијаните за тешки времења. Иако Мекчейн тоа го пишува пред 200 години, кога сепак луѓето живееле во поинакви услови од денес. Што да кажеме за нас денес? Во 21. век. Не ги подготвуваме христијаните за реалното христијанство. А бурите се доаѓаат. Сакаме ли, не сакаме ли, Бог доведува бури во нашиот живот. И тоа за нашето добро. Доведува. Зашто тој изработува преку тие бури нешто кое на никаков друг начин не може да се изработи од неговиот карактер во нас. Следењето на Христос, неминовно тој пат, таа патека води како патешественикот до крстот. Тоа е, чекорите, ако чекориме по Христовите стапки, стигнуваме до крстот. Тоа е христијанството. Но не треба да се плашиме, зашто Христос е со нас. Кога би тргнали по долината на смртната сенка, нели вели Давид, нема да се исплашам, зашто ти си со мене. И Христос тоа го вели. Свие сте во бората, но не плашете се, јас сум со вас. Јас сум со вас. Тие се животна реалност бурите, не знаеме кога доаѓаат, животот е како времето, како тоа време што се промени таму на Галилејското езеро, од убав сончев ден во бура. Така е животот. Денес сме на врвот, утре можеме да тонеме некаде во некоја бура. Но Христос е во нас. Нивниот страв дојде бидејќи не го препознаа Христос. Животот со Христос во постојанството ќе носи секогаш задоволство. Тоа е покрај нас и вели, не боите се. И во што е да се наоѓаме, ќе наоѓаме и таму задоволство. И уште еден од шкотските класици, Џорџ Морисон, неговата црква, мала во Шкотска, имала обичај да праќа служители по селата, околните, да собираат донации, доброволни прилози, кои потоа црквата ги користеле за луѓе кои немаат што да јадат и така натаму. Една девојка млада, која требало да собира во едно село, знаела дека таму во тоа село има една возрастна жена, довица, која е многу сиромашна и нема што да даде и не сакала да ја става во непријатна ситуација. Меѓутоа, од друга страна била во дилема, ако ја прескокне неа, а таа ќе разбере дека ги посетила другите куќи, повторно може да биде навредена. Зашто ја скока нејзината куќа. И решила еден ден да тропне на вратата. Во тоа време довицата, старата жена, Бети се викала, се седала на маса, си пиела чај. И кога слушнала тропање, си предпоставила кој може да биде, цела една крпа, ја покрила масата, отворила вратата, ја поканила да седне девојката и таа отишла да побара нешто во кујната. И додека барала во кујната, девојката љубопитна кренала покривката да види што има под неа и во тој момент легла и жената. И во незгодна ситуација девојката рекла: "Ова е вода." И тогаш Бети одговорила: дете, вода е, ама кога се пие со Христос има вкус на вино." Тоа е кога си со Христос. Бидете задоволни, бидете радосни, исполнети. Тоа не боите се, не што го пишува Матеј. Зошто јас сум со вас. Со Христос и во бурата има спокојство и мир. Зашто знаеме дека и таа бура ќе изработи нешто во нас кое на друг начин не може да се постигне, ќе не доближи до Христос, ќе не издигне уште повеќе во зрелоста, ќе не зајакне и ќе донесе бисер во нашиот живот. И така, тоа нека ни биде, тоа е знакот на оваа чудо, тоа е лекцијата од оваа чудо. Такви лекции има и во нашиот живот и ќе има, имало и ќе има и понатаму. Со Христос ќе ги победуваме. Без Христос, заблудени од светот, ќе тонеме, ќе се давиме и ќе бидеме несретни. И да го имаме неубавото вино и неубавиот чај, пак нема да го има тој вкус,
од водата што се пие заедно со Христос. Господ да ве благослови и да ви дава победи во животот. Секогаш. Сега не знам, треба да се помоли некој или јас се помолам. Добро. Добро, Татко Небесен, ние те благодариме за овие полуки што ни ги даваш, што ти ги оставаш запишани во Твоето писмо и преку нив не поучуваш и преку дејството на Светиот Дух ги оживуваш. Ние се молиме нека ова да биде навистина живот во нас. Да биде реалност. И да искусуваме и во таквите ситуации радост и задоволство, бидејќи ти, Татко Небесен, си ни го дал Твојот Син единороден, да биде со нас, да не спасува, да не преобразува, живејќи во нас, постојано, се поизобилно и се посеопфатно вселувајќи се во нашите животи, да не преобразува. Да бидеме посличен на нашиот Спасител. Се молиме, Господи, за оние кои се наоѓаат во бори, ти биди со них и поттикни ги, охрабрувај ги, дава им надеж да победат. Се молиме, Господи, за сите нас, ти да не чуваш од искушенијата на овој свет и не дозволувај измамите да не заблудуваат, да не оттргнуваат од Тебе, да го оттргнуваат нашиот поглед од Твојата слава, од Твоето Слово, од послушноста, да не тонеме, Господи, во овој свет. Се молам, Господи, за ова Твое стадо, јакни го, држи го, гради служители, издигај работници, води, Господи, овдека луѓе, привлекувај, луѓе кои што кога ќе дојдат овдека и го чујат Твоето Слово, да бидат спасени. И така, Господи, да расте ова Твое стадо и овој град, Господи, да се преобразува, да се спасува преку нивната служба. Во името на Христос, нашиот Спасител и Господ, се молиме. Амин.